Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Svetio Duh. Amen. Возлюбені во Христа Бога, браті і сестри, нека ни е чести и от Бога благословен по молитвите на Пресветата Богомајка, почетокот на постите посветени на успението на Богородица Мајка и големиот Господен празник, преображение Господне на гората Таворска. Овој вториот празник ќе го празнуваме во петок со името на Бога и со благослов Божи. И тогаш ве молам, кој сам прика да ве поканам, да бидете на торжественото литургиско славење во чест на преображението Господне на Тавор. Овие пости се кратки според времетраењето, но се многу длабоки содржани, во таа смисла може би и тешки за оние што ги постат. И затоа денеска користам прилика да го измолам Господа да ни дарува со крепост, со радост, со леснина да се ги слушаме богородичните пости и така подготвени, очистени и со телата, и со душите, и со духот, со оздравен ум и чисто срце да го прославиме светото успение на Богомајката. Браќи и сестри, животот што го водиме откако се раѓаме до нашето второ раѓање за вечен и несмртен живот е полн, препон со бури, со искушенија, со предизвици. Некогаш ни се чини дека тие ги надминуваат нашите можности и сили. Но секогаш, кога така помислуваме, значи дека сме се оддалечиле од Бога, сме се оставиле самите на себе си, сме верувале исклучиво во собствените енергетски ресурси на умот и срцето и поради тоа доживуваме невидени кризи. А тие кризи во суштина имаат за цел да не пробудат за состојбите што сме си ги создали, за претешките состојби што ги живее по наша собствена вина и немоќ. Во таа смисла, кризата е духовен феномен и целосно одговара на значењето на тој познатно, малку знаен во суштина грчки поим кризис, кој што би го превеле со нашиот збор суд. Да се падне во криза, да се најдеме во криза, значи да ни се случува суд над состојбите на духот што ги живееме. Сега кога го знаеме точното значење на тој поим, ќе треба да признаеме дека кризата не само што не е страшна и опасна за нас, туку од Бога благословена и
alarmantna bo smisla na тоа што ги вклучува сите аларми карактеристични за нашето психосоматско битие, за да излеземе од таа состојба, имајќи го за помошник Бога. И се ова што сега ви го кажам, го прочитавме во денешното евангелско четиво, напишано од раката на светиот апостол и евангелист Мати. Како тоа? Да се подсетиме. Христос го отпушти многоилјадниот народ што го следеше посекогаш, се искачи на врвот од планината над Генисаретското езеро и се предаде на молитвата, а на своите апостоли им препорача со кораб да се вратат назад, на спротивната страна од Галилејското море. Додека Христос се молеше, а коработ пловеше по мирните дотогаш води на езерото, кога стигна до четвртата стража, се случи невреме. Почнаа да фијукаат ветрови, кој што дува во спротивен правец од правецот во кој што се движеше коработ на светите апостоли. И огромни бранови го заплискуваа коработ, заканувајќи се со опасноста да го потопат. Небото се затемне од густите облаци, немирот на водите нараснуваше и страв и ужас почна да ги обзема светите апостоли Христови. И во еден момент, дури преплашени од неизвестноста што им се закануваше со потоп, тие извикаа гласно. И токму таква една состојба на богооставеност и напуштеност од сите, се појави Христос, кој што им доаѓаше од правецот кој што дува силните ветрови, а тие го гледа и не им верува на своите очи, бидејќи Христос се движеше по површината од езерските води. Мислеа дека привид гледаат. Што значи тоа, браќи и сестри? Дека верата ги напуштила, дека нивната вера се намалила, згаснала без малку. Знаејќи го сето тоа, Христос оддалеку започнал чудесен диалог со нив. Не плашете се, јас сум, не бојте се, им рече Христос. И како секогаш, иницијативата му припаѓа на Бога, а луѓето ја прифаќа. А меѓу апостолите, првиот што ја прифаќа иницијативата Божја е свети апостол Петар зарад неговиот карактер. Веднаш одвратил: Господи, ако си ти, благослови и јас движејќи се по површината од езерските води да ти се приближам, да ти дојдам. И Господ Христос му благослови: дојди, Петре. Петар се спушти и тргна да се движи по површината од езерските води, но штом се соочи со силината на ветровите и височината на брановите, тој се исплаши и почна да тоне. И тонејќи ги испушти крик со зборовите: Господи, помогни ми. Доста познато.
Zar ima među nas nekoj ko što to ne mogu ukažao na Gospoda? Makar jednaš u svoj život. Ako svetovo pošto živene, go razbereme identično kako što se razbira, razbranita ta voda jezerska od dnešното evangelsko čitivo, a iskušenjata kako silните vetrovi, ko što bezpoštedno ne šibat su zakana da ne progota. Vednaš Hristos se sozdade pokraj Petra, mu ja podade svata božestvena desnica i go izvleče glabokite ezerske vodi, no ne bez preko. Petr, zašto se posol? Braći i sestri, zar treba to da se objasnimo? Zar ima potreba od komentara? Ako se to nije vsakodnevno življenje, ako se to nam site vsakodnevno ni se slučuva i ne jednaš tuko mnogo upati, zašto Hristova ta ljubav prema čoveku je bezmerna i proštevanje to Gospodnje za site naše sogrešenja sprema Nego isto taka ne broje. 7 pati po 77. Taka Gospod ni prošteva nam site. I se kogaš, koja duša ta naša iz glubinike gi kaže tije volšebni zborovi, Gospodi pomogni mi. Hristos se naoja kraj nas podade desnica. Zato, braći i sestri moji, ne bojte se. S nami Bog, Emanuel, Hristos nikoga što ne napušta. Problemot je ta što nije nego go napušta. Za sitno, za malku, za jedan grst sočivo, koji sav, što si go prodade prvenstvo to na Isak, za jedna činija leća, za jedna činija gra. Taka i nije, braći i sestri. Verata za večera ja prodavam. Vidiki ne može Gospod, ne može čovjek da žive bez vera. Ako mu ja odzemete vistinskata, to će posite lažni, no nebrojeno nudeni veri. A pristanokot su tije ponudi, za cena ja ima duša ta naša, braći i sestri. I vo to je tragedija ta na čovjekot milenijumite, osobeno današnji čovjek ko što najlesno trguva su svoja ta duša. Gospod milosti, da ne osvesti za bezcenata vrednostna čovječka ta duša, ako se znaje i ako je vistina, a vistina je, neka samo jedna duša čovječka je poskapao od sozdaden svijet. Togaž jasno je, neka za nas ovdje to zagubata na jedan čovječki život je tragedija, a zagubata na ilijadnici duši je žednevna zaguba na ilijadnici duši statistika. Slušame za Ukrajina, kako se koji dnevno ilijadnici čovječki život iščeznuva, gi snemuva od lice to nazemljava i sve to studeno, otrpnato go prihvaćame, kako ništa osobeno da ne se sluči. Dok ako je začuka smrta naportite od naše to semejstvo, bolkata je ogromna. I togaž nije se sjećavame na Boga. I vistina je, kako što veli jedan starec svetogorec, neka čovjek od najmnogu go saka Boga
i najblizok mu je na Boga koga najmnogo strada. Što mu se predade na komforom, na lesni od život, na visoki od standard, zaborava na Boga, braći i sestre. No toj nas ne zaborava. To je vsekogaš pokraj nas. Amin. Za mnom. Ajde.